Здраво на сите, денеска е понеделник, што значи ќе оставаме во пликцето типсот од минатата недела. Земете си кафе, ево го моето, бидејќи е 8 часот наутро, малку додека се расониме ќе имаме проблем, но тоа е што е. Денеска некако времето хмурно, врнежливо, но ќе помине. Ајде да видиме колку ќе ставаме денеска. $900 па искрено не се малку за во однос на тоа што само 5 дена не ли бев на работа, бидејќи имаш 2 слободни, се разбира, така да за 5 дена се супер. Ајде да видиме што може да направиме, односно колку квадратчиња може да обоиме со овие пари. Со оглед на тоа што имаме $900, мислам дека најдобро би било вака. Со оглед на тоа што имаме $900, не можеме баш целосно да ги сместиме според квадратчињата, решив да направиме вака. Да го обоиме 300 и 500 и да ни останат $100 за следната недела. Така да, мислам дека тоа ќе биде најдобро. Може би се малку пари, но во однос на тоа што е неделен предизвик, односно што може да се извади од бакшиш во рок од една недела, мислам дека е топ да заштедиш $4500 само од бакшиш. Супер би било. Така да, некаде сме на пола. Па да, малку повеќе од пола. Реков пари да нема да ги бројам, така да ќе ги избројам на крај. Единствено би можела само да направам е да ги укрупнам со оглед на тоа што за кратко нема ни да ми ги собира во новчаникот. Заборави да извадам $100. И овие одат на страна за следната недела. А сега да ве прашам, докај сте вие со вашите штедни влогови, односно предизвици? Кои се вашите цели за да ја завршите оваа година и да ја почнете новата година?